От това живееме. Ние сме се тамо. И он е сам там и децата одат помага, ја не го мога и да помогнам, джабе се. Сега сме осакатени, нема додека. Нема што да се каже. Тока жало се е. Само конјот му остана во шталата на 49 годишниот сточар Љупчо од Делчевско Габрово. Болеста јазлеста кожа му ја уништи фармата со говеда. Имах 18 грла говеда, 7 крави, 2 јуници, 4 бика, 5 териња. Зафана и болеста на 26. На 27 дојдоа, земаа крв, другиот ден потврдила од Скопје дека е од болест. Не уништија таа крава, после 10-15 дена фанаѓи и другите. 3 крави и едно теле веднаш се убиени и закопани на градската депонија, а останатите однесени во кланица во Радовиш. Секој го еде од тие од 30 до 50 кила е калирал. И у кланиста ми тој даде откупна белешка по 30 динара ќе ги платят, другото ќе плати агенцијата. Дали ќе плати или не плати, јас не знам. Да. Ова 4-члено семејство од секогаш екзистирало од фармата. Сега е во безизлез. Штетата е околу 20.000 евра. А тагата оште поголема. Това се не надокнадува. За болеста јазлеста кожа никој од надлежните во Делчево, ниту ветеринари, ниту инспектори не сакаат јавно да зборуваат, но факт е дека жаришта на болеста ги уништуваат говедата и маката на сточарите. Болеста, освен во Габрово, се појавила и во Разловци, но и во Пехчево и во Беровско, а од вчера и во Македонска Каменица. Официјално има 34 жаришта во 14 општини, претежно во Источна Македонија.